председателе. Со прекршување на деловникот, на законите и понатаму и по текот на денешниот ден гледаме дека продолжува собранието. Имено како што споменав во мој одговори вчера, кога зборував за претходниот кандидат за уставен судија, ќе споменам и сега, вчера, кога председателот на собранието ја отвораше оваа точка, спомена дека се повикува на одлука на Комисијата за прашање на избор и именувањето на Собранието на Република Македонија и денес повторно еве одговорница посочувам и тврдам дека таква одлука Комисијата за прашање на избор и именување нема донесено. Ова го тврдам како заменик член на Комисијата. Повторувам, Комисијата нема донесено ваква одлука. Ова одлука е донесена само од еден член на Комисијата, односно од председателката на Комисијата, која си дозволила без да свика продолжение на комисиската расправа, без да свика комисиска седница, без присуство на ниту еден друг пратеник, да донесе одлука, предлог одлука на која се подпишала и ја испратила до председателот на собранието, во која што и самата си се посочила како известител за она што е утврдено на комисиската расправа. А повторно ќе кажам, не постои ниту еден пратеник од сите 120 што не знае дека известител се утврдува на седница на комисија која е во тек пред сите присутни членови и заменици кои што на таа седница. Така да и изборот на претходниот кандидат за уставен судија, така и на Тања Васич се или ќе бидат еден ден ништовни, заради тоа што се прекршени сите процедури во собранието при нивниот избор. Исто како и председателот на собранието, еве и предлог одлуката која што ја испратила председателката на комисијата, па и таа пишала дека Комисијата за прашање на изборите и именувањето на Собранието на Република Македонија за судии на Уставен суд на Република Македонија ги предлага Фатмир Скендер и Тања Васич. Денес ја гледам присутна и навистина ја прашувам како комисијата и кога комисијата утврдила, на кој датум и кога било тоа продолжение, на кое што ние како комисија сме утврдиле дека овие луѓе се предлози на комисијата, па се испратени до пленумот и денес пратениците на собраниска седница расправаат за нив. Такво нешто нема и не постои затоа што комисијата нема донесено ваква одлука. При тоа, во своето образложение пишала и мајќи ја во предвид од една страна надлежноста на Уставниот суд, поради која што Уставниот суд во државата представува една од најважните институции, а од друга страна имајќи го во предвид постојниот состав на Уставниот суд од 9 судии во моментов, Уставниот суд има 5 судии, што може да го доведе во прашање остварувањето на неговите надлежности, потребно и утврдените предлози за избор на судии на Уставен суд на Комисијата за прашање на избор и именувањето да бидат разгледани и од Собранието на Република Македонија. Заменик председателе, колеги пратеници, значи од ова што е пишано во предлог одлуката ништо не е точно, заради тоа што по не знам кој пат, еве повторувам, комисијата нема донесено ваква одлука. А пак, одлуката на која што се повикува председателката на комисијата, која што се подпишала сама, без согласност на членовите и замениците, всушност е одлука за формирање на работни тела, некој ја подучил да се повика нова, што нема врска со деловникот за работа на собранието. Колеги пратеници, прво нешто што би било неуставно и ќе треба Уставниот суд да укине е токму ова предлог одлука за избор на уставни судии. Одлуката представува општ акт кој подлежи на оценување на уставност, а конкретната се однесува на избор на судии во Уставниот суд, кој произлегува од Комисијата за прашање на изборите и именувањето. Катастрофалната доверба во судството со, замислете, рекордност од 8% нема да се подобри со ваквиот избор на уставни судии. Компетентноста мора да биде првиот критериум, а вториот мора да биде интегритетот на кандидатите, односно на судиите, да можат истите да се спротивстават на политичките притисоци, закани, уцени и одлуките кои ги носат
по свое убедување, односно го заштитуваат Уставот и уставниот поредок на Република Македонија во вистинска смисла на зборот. Корупцијата останува најголем проблем во Македонија и согласно извештајот на Европската комисија, институциите меѓу кои Уставниот суд на Република Македонија на чело со Кацарска одлучуваат да се борат со корупција исклучиво само преку соопштенија, декларативно, кои што и немаат некое посебно значење, затоа што со ваквите кандидати всушност целосно се доведува во прашање и вистинитоста на податоците. И исто тоа се однесува и на судството, и на обвинителството, па и на Уставниот суд, за кој што денес расправаме. Се доведува во прашање компетентноста на Тајна Васич да одговори на проблематиката со која се соочува Уставниот суд. Можеби подобро место, неколку пати, односно многу пати колегите споменуваа на комисиската расправа, би било да биде во администрацијата, а не како уставен судија во Уставниот суд. И еве јас би направила една компарација меѓу Тајна Васич и еден од кандидатите или една од кандидатките кои што ние ја предложивме во текот на комисиската расправа, имено од страна на ВМРО-ДПМН и коалицијата. Една од кандидатите беше професорката Родна Живковска, која што е редовен професор на Правниот факултет Јустинијан I. И сега, кога ја споредуваме биографијата на Тајна Васич Бузаджиевска и професорката Родна Живковска, малтене не може да се споредува, односно нема никаква споредба. На вагата не може да се мерат едната и другата. Во биографијата на Тајна Васич пишува дека е дипломиран правник, меѓу другото положила правосуден испит и одбранила магистерски труд од областа на граѓанското право, а замислете, овој магистерски труд пред само 4-5 месеци, односно беше на 1 месец пред да започне комисиската расправа за избор на уставни судии, одбранила магистерски труд токму кај професорката Родна Живковска. Најверојатно Заев и Филипче, чиј што близок соработник беше истата, го има ветено ова место, па за да се каже нешто во биографијата дека има од областа на правото, има речено да женава да магистрира, и еве, магистрирала токму кај професорката Родна Живковска, која што за владеачкото мнозинство не беше подобна да биде уставен судија, ама подобна е господјата Тајна Васич. За незе мора да потенцираме и да кажеме дека беше близок соработник на Заев и Филипче, затоа што еве гледаме дека одреден период работела и во Министерството за правда, меѓутоа од Министерството за правдата воопшто не е позната на македонската јавност. Напротив, својот врв во работата како советник го достигна токму во Министерството за здравство. И тука се поставува прашањето дали како исклучителен, ова исклучителен нормално во наводници го мислам, правник таа го советувале Филипче меѓу другото и како да го суспендира законот за јавни набавки, за изградба на клинички центар во Скопје и тука да се направи кражба или криминал од 500 милиони евра. Исто така вреди да се спомене дека за време на COVID-19 пандемијата, таа била член на кризниот штаб при Министерството за правда, задолжено да изготвува уредби со правна сила за време на вонредна и кризна состојба. Имено една таква уредба, која најверојатно произлегла од Министерството за правда, е уредбата со законска сила за јавно-обвинителските службеници, истражителите и другите вработени во јавното обвинителство за говење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите и за финансирање на јавното обвинителство за говење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите, која што е поништена од Уставниот суд. Да предпоставиме дека Тајна Васич учествувала во подготовката на оваа уредба со законска сила и замислете